Малку се набројно фирмите во Македонија започнуваат да ги користат методите кои се применуваат во компаниите во развиените економии, да се повика надворешно лице кое ќе истражи слабости и силни страни на една фирма со цел да се зајакне организацијскиот раст и развој и достигнување на замисленото. Александар Кочовски е еден од ретките кои работат како консултанти за личен и бизнис развој. Ги советува и сопствениците и вработените како да ги пребродат бизнис проблемите и поуспешно да ја остваруваат својата дејност. Клучно за една компанија е да има хармонија помеѓу сите сегменти, а не работат машини, туку работаат луѓе. Ако погледнеме дека постојат различни луѓе со различно образование, пол, вера, нација, нели, сите сме како единка различни на некој начин, тоа значи дека потенцијал дека во одредени ситуации ќе се јават и проблеми. Најчесто проблеми се јавуваат помеѓу сектори, продажба и постпродажба. Пример. Зошто таков? Затоа што продавачите секогаш се трудат да остварат продажба, нели? А и во остварувањето на продажбата дури се трудат и ветуваат некои моменти кои што не можат да ги исполнат. Меѓутоа, во делот на постпродажба, каде што сега во втор план доаѓа делот, нели, од што дали се работи за дистрибуција, за достава на производи или останато, каде што они треба сега да ги исполнат тие задачи на продавачите, едноставно или не се во можност, или немале комуникација добро, односно не пренесена добра информација. И таму се создава јазот. Каде што едните велат да не нема нас во компанијата ќе пропадне, а другите викаат да ме нема мене, компанијата ќе пропадне. И со тек на време, ако менаџментот не работи на постојана едукација на вработените, каде што ќе ги представи дека секој еден е витален и дека секој еден е важен за иднината на една компанија, едноставно тие проблеми акумулираат. Секој еден акционер или бизнисмен или собственик или менаџер на една компанија, ако ги стави на прво место вработените и секогаш и секојдневно се труди како тие вработени да бидат позадоволни во однос на финансиите, во однос на работно време, во однос на едукација, како полесно и ќе им помогнат да ги остварат нивните лични цели, а не првенствено на компаниските цели, толку вработените ќе бидат позадоволни и тие вработени постојано, како што кажав, ќе ја пренесат таа визија задоволни и преку емоции, и преку знаење, и преку искуства, нели, до крајните клиенти. Таквиот начин на функционирање на една компанија, секогаш тоа клиентите го приметуваат. Многу лесно клиентите приметуваат дали компанијата е насочена кон само профитот или кон само услугите. Нели, секоја една компанија е почната со цел за да оствари профит. Меѓутоа, ако погледнеме од друг агол, а тоа е дека секоја една компанија има услужна, нели, или продава производи, или се занимава со услуга. Тоа значи дека клиентите секогаш го приметуваат и по квалитетот на услуга, и по квалитетот на производи. Секогаш вработените ако се задоволни и клиентите добиваат на време на услуга, точна услуга, впрочем таквата услуга како што ја платиле, таквата компанија никогаш нема да има проблем и секогаш ќе генерира профит, ама профит врз основа даден на квалитет и на задоволни вработени. Човекот е важен потенцијал за секоја фирма, без разлика колку таму има машини и друг вид опрема, вели Кочовски. 20 век ги означи ерата на индустријскиот период. 21 век ќе биде ера, тоест период на човекот, бидејќи долги години како ресурс е занемарен. Сега во последно време све повеќе и повеќе се става акцентот на човекот како неприроден, како непресушен ресурс, бидејќи сите имаме неограничени можности. Токму во период на брзи промени, токму во период каде што имаме постојано потреби од чести промени, тоа значи дека постојано луѓето мораат да се менуваат. Повеќе не важи во бизнисот и во животот, правилата што важеа пред 3, пред 5 години, веќе не важат. Гледаме како секојдневно се менуваат нештата. Има многу една интересна изјава на Боб Проктор, вели секоја компанија која што нема да направи промена во секоја трета година, за 3 до 5 години не е прашање дали ќе постои, него само кој ден таа ќе исчезне. Добрите и квалитетни меѓучовечки односи кај вработените се клучни за успешна работа и чувства на задоволство на работното место. Меѓучовечките односи се еден од клучните предуслови за водење на една успешна компанија. Знаеме дека во природата не постои ни еден цвет, ни едно растение исто. Исто и со луѓето. Секој еден од нас е различен и на различен начин реагира. Токму различноста
треба да се свати како прединство за водење во една компанија, но некогаш различноста знае да направи проблем во комуникација, проблем према надреден, подреден и со цел за извршување на задачите. Во голем број на компании токму работиме на тимбилдинг и на надминување на разликите, каде што се преку истражување и преку спроведување на тестови, секој еден може да дознае во која доминантна природна карактерна особина ја поседува, и токму колку повеќе се свесни луѓето за својата карактерна особина, толку полесно комуницираат и со останатите и ги надминуваат пречките, бидејќи го препознаваат како природна негова карактеристика и тогаш знае дека било која една реакција која ќе се појави, дали во стресна ситуација или во мирна ситуација, дека тоа не е лош начин на комуникација или дека човекот не реагира поради било која позадина или лоша намера, него едноставно само на тој начин така комуницираат. Кога ќе се створи една кохезија, една хармонија помеѓу вработените, тогаш успехот е загарантиран.